добре ни дојдовте во неделниот микс, почитувани гледачи. Време е за култура, време е за теми кои што ќе ни инспирираат, такви се и нашите гости денеска. И токму затоа ве поканувам да останете заедно со нас. Денес во студиото ни гостува писателот и културен деец Милутин Станчич, програмски директор на Српскиот културно-информативен центар во Македонија. По неговата прва стихозбирка, Септемвриски зори, поводот за неговото гостување денеска е промоцијата на неговата втора стихозбирка, наречена Прикрием благослов. Ке разговараме за поезијата како сведоштво, за културната потреба и како мост меѓу културите. Милутин, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. И мене ми е исклучително драго, пред се, поради тоа што ми гостувате за толку убав повод, а тоа е промоцијата и објавата на вашата втора стихозбирка Прикриен благослов. Честитки. Благодарам. И еве за почеток, Прикриен благослов е навистина наслов кој што носи голема символика. Кој е благословот кој што денеска најчесто го прикриваме од себе? Благодарам на поканата и на можноста да се проговори за поезијата. И ви благодарам на пристапот и на исклучително професионалната поставеност и на подготовката на емисијата и на прашањата и на ретката прилика во денешното секојдневие да по пат на истражувачко новинарство се дојде и се гостува во една телевизија. Денеска сме сведоци дека тоа не е таков случај, така да благословот и да се биде во ова студио и да се има инспиративен разговор со новинарка како што сте вие. Ви благодарам на преубавите зборови и еве да се вратиме на самиот наслов. Прикриен благослов навистина е наслов кој што може да потигне многу дискусија, нели? Па од ваша перспектива, што ве потигна токму така да ја наречете книгата? Тоа е само еден од низата континуирани патешествија, посети на разни поднебја, околности во нашето обкружување, во нашата земја, иако насловите во оваа стихозбирка се однесуваат и на Црна Гора, и на Србија, и на Косово. Меѓутоа, главната водилка е тука и тоа е продукт на еден од стиховите во втората песна и се јави како инспирација, можеби помала сугестија на уредникот професорот Горан Максимовиќ од Филозофскиот факултет во Ниш. Меѓутоа е добра основа да ги опфати сите наслови во таа стихозбирка и да даде еден печат на самото творештво и на овој миг и на таа година во кога е видена светлоста на денот да оваа стихозбирка излезе и биде достапна на читателите. А колку ова стихозбирка се разликува од вашата претходна Септемвриска зора во однос на стилот, на темите, па и на вашата лична зрелост? Мислам дека нема голема разлика. Јас сакам да бидам искрен и да кажам дека не се чувствувам дека сум дозран поет и дека сум изграден писател, меѓутоа ова е само плод на исклучителната посветеност и љубовта кон родот, кон човекот, кон обичниот човек при својата работа и ангажираност во рамките на Центарот Спона и некако така и произлегуваат стиховите. И сега сум зачуден како успев да го опфатам тоа. Најпрво нели се обидов низ прозен запис, па се некако предомислив и мислев дека можам од тие слики, од тие секвенции кои веќе биле зацртани како прозно дело, како патеписи во книгата Записи од Македонија, да бидат сега преточени во стих и некако мислам дека некаде и се поиграв со зборовите, некаде песните всушност произлегоа од тие лирски веќе согледби, меѓутоа низ некое ново присеќавање ги ставив и некогаш нели немаат совршен спој, немаат рима која ја сакам, немаат можеби форма на вистинско поетско изразување, ама гледам дека живеат во опкружението и самото сведоштво дека се во печатена форма во корица и дека веќе имаат имам број дека се при Кобис библиотеката достапни во Србија, мислам дека покажуваат дека имаат некое значение и дека имаат некоја тежина.
Еве, додека ги читав, можев да забележам една топлина во вашиот израз, во самите песни, така што се лесно читливи, јасни се, разбирливи, а ете од различни делови, од различни краеви на Балканот, нели, пренесувате една ваша топлина, нежност, токму такво е чувството, претпоставувам и на останатите гледачи кога ги читаме вашите песни, и тоа не може баш секој писател да го возможи, така што тоа е голем успех за еден поет, ако може така, нели, да се каже. А за вас поезијата дали е повеќе интимна исповед или па може би општествен коментар давате преку неа? Многу е апсурдно времето во кое што денеска живееме и навистина секој здраворазумен човек ќе се праша што всушност денеска ние правиме. И овдека во студиото и во подготовката во месеците наназад при составувањето на оваа стихозбирка, навистина како денеска да се твори, пишува и што всушност значи поезијата. Навистина она е можеби малку разбирлива, малку свесна и малку приемчива за денешниот човек, ама мислам дека токму тука лежи формата и одговорот дека треба да се чита поезија, иако може да се пишува, да се разбере, и некако е поезијата најдобар начин и одговор на сударот на денешното доба и на денешното апсурдно живење, дека навистина е ова некој мелем на сите наши нејасноти, тегоби, забрзаниот начин на животот и на ритмот, брзите форми на содржини кои ги восприемаме. Навистина ова некако добар прекин на тоа. Мислам дека може да се чита и да го мотивира човекот кој е демотивиран ако види, нели, многу страници и збиени редови. Има многу големи пораки, а низ мала форма на стихови вткаени во неа. Така, и тоа е некогаш многу потешко, отколку, нели, и да се раскажува долго, па и песните да траат долго, потешко или поконцизно да се сместени самите. Точно така. Има неколку стихови и песни кои ги препочитував, кои навистина се однесуваат за одредени појави. Не знам, сајмот на книгата во Скопје минатата година, некои појави во духовната атмосфера во која ние денеска живееме, и јас, иако не ги именував актерите, луѓето под небјата, некаде во насловот, некаде низ некои други семантички прикази се обидов да проговорам. Сега можеби тоа не е јасно и достапно за секој читател, ама ете, нека истражува и нека ги спореди тие скриени, нели, знаци, што се вели. Еве, ако се согласувате, можеме да прочитаме некоја од песните. Ќе ви оставам вам по ваш избор која вам ви е некако посебно драга песна. Да прочитам, инаку да спомнеме дека стихозбирката е на српски јазик, но има и неколку песни на македонски. Така е. Иако е на српски, бидејќи мојата творечка перцепција и мисла и желба е да се сочува и негува изразувањето на она малку писатели кои творат и пишуваат на српски, и оттаму беше и желбата да низ едицијата Вардарски цветови се поттикна да другите млади автори да пишуваат и да творат и да им се објават тие нивни стихови, така да оттаму го имав тоа во предив. Меѓутоа во моите стихови и во претходната и во оваа задржав некои песни во изворна верзија на македонски јазик. Иако тоа ме поттикна дека можам и останатите да ги преведам и да ги објавам на македонски, или некои што веќе се творени, овие што сега ги се на македонски не постојат на српска верзија, меѓутоа ете малку и се поиграв со значењето, а и сакав да ја испипам потребата на читателската публика во Србија да ги разбираат овие стихови, иако се изворно на македонски напишани. Еве би ја прочитал песната Септември. Септември се назира, мирисаат лектирните изданија на детска радост. Пластелинот се лепи меѓу прстите, а шара повикува на првата екскурзија. Се прекршува точката на престанок. Едната етапа завршува и почнува новата. Скопје е обоено со нова боја. Радио Скопје поприма значение. Нови непознати малски средби. Урбаните четврти се сосема изменети и одново погледот запира меѓу улиците, клупите и игралиштата. Се заборава на небото и облаците, а широчините на синото. Жагорот детски е засилен, градот се полни. И навистина е таков септември. Ете, браво од мене за ова преубава песна.
Септември е мој месец, инаку јас сум тогаш родена, така што нов почеток е секогаш септември. Не само школска година, туку и како одново да почнуваат работите, нели? Така што преубава. Во вашите стихови се чувствува духовна димензија, тоа е апсолутно така, па колку всушност она внатрешна тишина е дел од вашиот творечки процес, поточно колку ви треба да се осамите за да ги создадете, односно да ви дојде некако самата инспирација? Потребно ли е тоа? Одлично и многу интересно прашање. Меѓутоа, факт е дека нели ние мечтаеме, сакаме и копнееме да се оддалечиме и ги замислуваме писателите и творците на секој уметничко дело дека некаде во некоја колиба, во некоја планина, во некоја осама пишуваат, творат и им доаѓаат инспирации и они се изолираат и се исклучуваат од разните нели технички помагала. Меѓутоа, мојата пракса и мојата реалност е таква да како татко и сопруг на 3 деца е невозможно тоа да се оствари, да се прави и некако можеби трпи семејството, сопругата и децата заради некои од многобројните активности и патешествија и творечки инспирации кои се јавуваат, меѓутоа одат некако паралелно. И сега некогаш во таа тескобност, во тоа некако смиреноумие и борба се осознава, се скратува часот на денот на творење, ама некако оди паралелно. Јас сакам да бидам изолиран и мислам дека ми фали да ги доседам или да продолжам на нови поетски збирки, на нови текстови. Сега е во подготовка присобирање на сите колумни што ги имам во Слово и во другите дневни печатени медиуми во Србија, да ги објавам и да ги публикувам, малку поттикнати со таквото писание, иако беше одамна на Венко Андоновски, кој пишуваше уште во утрински весник, кич митологии беа именувани, и навистина тоа беше уште од студентски денови и мислам дека има тежина, иако нели писателот како што е Венко се надмина себе си и веќе тоа не е битно, меѓутоа јас ги чувам и ги препрочитувам и некако ми се патеводилка дека е важно се човек што твори да добие форма во книга. Милутин, како програмски директор на Српскиот културен информативен центар спомна, колку е важна културната мисија која што ја одржувате помеѓу двата народа? Многу е важно и мислам дека ни стојат многу и нереализирани зацртани проекти и идеи и предлози што доаѓаат од професорската, од академската средина и тука и во Србија. Ние неодамна со самиот крај на 2025 го завршивме циклусот на книжевни работилници посветени на младите македонски автори, преведувани на српски. Тоа беше еден голем потврд кој го модерираше и работеше Иван Антоновски. И навистина беше многу добро. Тука беа и поети, и прозни автори, значи Венко Андоновски, Томислав Османли, Петар Андоновски, работевме и во Охрид, 2 работилници посветени на Лилјана Пандева и на Ѓорѓе Славевски. Многу имавме Джепаровски го испративме во пензија последниот ден од работниот стаж му работевме неговата поезија преведена на српски. Вклучувавме и преведувачи и издавачи од Србија, некои беа физички присутни со нас во Македонија, некои се вклучува нели по пат на видеопорака од Србија, меѓутоа ги разгледавме сите важни а скриени аспекти од тиражите, од третманот на македонската книга во Србија, преведувачките алатки, присутноста на еден преведувач на повеќе дела како што е Милена Марковиќ која ги ја преведе и Пармаковска и Андоновски и Давор Стојановски, така да навистина беше сериозно опфатен проектот, иако морам да кажам дека не бевме на конкурсните комисии прифатени нити во Македонското Министерство за култура, нити во Србија, ама сепак го реализиравме проектот и покажавме дека нели не зависивме од чиновничката одлука на некој одреден апарат кој е тука или во Србија, го реализиравме и навистина беше многу содржајно и тоа секогаш сакам да кажам дека ние со делата говориме, не со празни флоскули, со некои замислени идеи, туку еве го реализиравме навистина проектот со физичко присуство на тие автори и имавме завршна средба во декември во Културно-информативен центар Скопје
имавме завршна средба со посета на сите тие автори, за да ги разгледаме сите аспекти и сите заклучоци кои произлегува од оваа работилница, што не значи дека тука прекинуваме, секако дека во текот на оваа година ќе имаме нови форми, нови пристапи. Сакам да потсетам за вашите гледачи дека пред 7 години имавме сличен циклус, меѓутоа тука ги работевме значи изумените писатели кои пишувале на српски, а се македонци, како што и вклучувавме млади студенти од македонска книжевност кои ги работеа афирмираните и познати српски писатели, така да имавме разни форми, ама секако работиме на тие книжевни взаемни врски помеѓу двете земји и двата народа. Да, и следство на тоа, како всушност ја доживувате поврзаноста на македонската и српската книжевна сцена? Едно е декларативното политичко и општествено поимање на овие нешта, а друго е креирањето и творечката ангажираност која јас како творец, писател, истражувач ја имам. Јас ги барам и некои од скриените форми и од суптилните ситни разлики кои некогаш се добри, ама некогаш се малку и оптоварувачки, и ги барам формите на она што не е видливо, нели, како во Малиот принц, она што е важно на окото му е невидливо. Така да едно е званичното, официјалното и тоа што нели се остварува, а друго е нешто на маргините кое не се гледа и кое мора да се нели опфати со репортажа, со стих, со книга или со документарен филм или со некоја ангажираност низ хуманитарната активност што нашиот центар има. Така да тоа се разни аспекти на различно поимање и соочување. Така, еве го спомнавме во текот на разговорот со Лово, станува збор за весник, каде што, еве вие по-конкретно ќе ни кажете, но во секој случај имаме тука културни информации за она што се случува и во Србија, и во Македонија, напишано на српски јазик, така? Да. Ова е месечник гласник единствен на српски јазик во Македонија. Излегува од 2017 година, од 2007 се извинувам, со одредени паузи, пресеци, се зависи дали ќе биде поддржано од ресорните министерства за култура и за надворешни работи од Србија. Доби еден сериозен формат, во колор боја е. Сакам да кажам дека нели јас и понатаму искрено индивидуално сум љубител на печатено издание и навистина ми е жал што Македонија има нели само 3 дневни весници на македонски и еден само неделник како што е Фокус. Недостасува една поинаква изразна форма на тој медиум, иако денеска нели се во етерот нели подкасти, визуализации на електронските и социјални медиуми, меѓутоа навистина мислам дека овој лист е бесплатен, стига во сите средини каде што е српската заедница во Македонија, во сите институции со кои соработуваме и работиме и тука и во Србија, и се трудиме да и покрај сајтот што го имаме и покрај другите форми како што е подкаст, нели, што имаме и интернет радио еден период спона имаше, да со овој лист допреме и до институциите, ама и до обичниот човек, од Јосифово општина Валандово, Гевгелија, Дојан, Николич, Црничани во општина Дојан, до Старонагоричане, Табановци, Кучевиште, каде што има редовна настава на српски јазик, или од 2019 изборниот модел јазик и култура на србите, во сите тие средини училишта, да допреме, да мотивираме преку подлистот словце за деца, преку квиз, ги мотивираме децата да ги решаваат одредените задачи и да добијат награди во форма на книга или посета на театарски представи во главниот град, така да се трудиме да бидеме и маштовити и инспиративни, а и доследни на информативниот порив кој го имаме во рамките на Спона. Да, буквално се има понешто во слово, така што е одлично и тоа што можат и луѓето да си прочитаат. Да се вратиме на вашата прозна книга, станува збор за записи од Македонија, која е патеписна книга, но исто така внесувате една посебна емоција. Што ве потикна токму да ја создадете оваа книга? Како што и на претходниот освет напоменав, и таа книга е навистина едно големо Божјо чудо, бидејќи ја издаде еминентен и еден од
најдобрите издавачи во Србија Службен гласник. 2023 е издадена таа книга, содржи отприлика 40 патеписи и репортажи кои се така именувани. И навистина тие се исто продукт на една теренска ангажираност, патешествија низ целата наша земја, нешто преку хуманитарната мисија, нешто преку репортажните записи што ги има во рамките на СПОН или на други медиуми како новина. И исто така, како и за поетските записи, мислев дека тоа нема некоја литерарна содржина, дека не може да влезе, меѓутоа како се присобира и како се нижа и годините и тие наслови, им дадов некоја форма, иако бев скептичен, се потрудив и приложив на уредникот Петар Бутина и фотографии, како светлописи кои го подкрепуваат прозниот текст и они ја објавија како посебна публикација. Тоа секако нели ја издигнува и цената, не е лесно достапна, значи тоа е како некоја публикација, патепис литература, меѓутоа добро е што секој од тие текстови е проткаен со фотографии. Навистина и јас ево денешна перспектива и после толку време поминато се исчудувам и согледувам како низ одредени призми, реки, мали патеки скриени, откривам една скриена гласовна тишина во Охрид, во Битола, во некои мистични места кои го разоткриваат поднебието, а не се запрашува нашиот човек што тие значат. Одредени дестинации ги одбирав да одам со воз. Значи, патеписот за Кичево е одбран со воз, подсвесно плашејки се дека таа мистична пруга со таков валкан вагон, со нередовна и тешка замисла на неатрактивни временски секвенци ќе престане да постои. Навистина сега возот за Кичево не оди. Значи јас патував специјално тамо, порано имаше два термина, еден во утринските часови, еден во попладневните. Попладневниот час морав да го бирам топлите денови од пролет до лето, бидејќи во зимскиот период се стемнува и не може да се види тој патепис во вистинска димензија. Другиот патепис е, да речеме, Бакано гумно. Тоа е првата железничка станица од патот за Прилеп кон Битола. Иако тој локалитет не постои, тоа е мое откритие и замисла, малку во поетски занос, меѓутоа навистина е таква потврда. Значи тоа е селото кое е поинаку именувано, меѓутоа е одредница на битката во Првата Балканска војна помеѓу српската и турската армија на тоа поле, и така е останато од воените извештувачи. И денеска навистина мојата карта купена на перонот во Скопје е од Бакано гумно. Јас морав со воз да отидам и кога се симнав, навистина немате пат. Значи одите да го барате споменикот кој не постои. Тука е интересно патешествие со селанец кој со мене се симнува, ги покажува тие замислени контури на споменикот, и тука нели во описот се и реките, планините, ридовите, една мистика на пелагониското поле која навистина нели сите нам во окото ни е присутна, ама не ги знаеме овие тајни, овие топоними и локалитети кои што ги крие тоа поднебе и тоа тло. И секако јас се приврзав и го засакав тој крај не само од патот кон Битола, туку и пелагониското поле од патот на преминот помеѓу општина Прилеп и Долнени. Долненскиот крај е исто така многу познат, понекаде извоната музика му се навраќа македонската јавност и публика, меѓутоа тоа е еден мистичен, заборавен, сиромашен крај кој крие многу тајни, иако е нели тамо Небрегово, родната куќа на Блаже Коневски, меѓутоа и многу други суптилни скриени топоними и различни топоси и различни религии. Значи тука е турската, бошњачката, албанската заедница, влашката кршо, значи тоа е една во еден стих мислам дека еден микс на различни или да, во еден стих мислам дека и користам тоа дека по линијата се ишарани и разликите културите на луѓето како леопард, значи како различна боја и различна присутност со силна знаковност на имињата. Да речеме, најбројното и најголемо село во таа општина е Црнилиште со албанска популација, и јас се поигрувам со зборот на
и значењето на името на селото и тажните запуштени македонски села во внатрешноста на тој крај, скриените злостоства и маки што ги проживеало Стровја, Долгаец, Манастирец во Пореч, и секогаш секоја одредница кога некој човек ќе ми каже дека е по потекло од Прилеп, мене ми е главната секвенца дали е од градот или од селата, бидејќи сите они велат дека се од Прилеп, а всушност околијата и селата ја кријат знаковноста, мистиката и убавината на тоа поле и на тоа поднебје. Колку места имаме кои што треба и да се истражат и повеќе да се посветиме на нив, нели? Некои скриени точки кои што еве во Македонија, но и на Балканот генерално, кои што и не се толку можеби познати, а сепак кријат некоја мистика како што зборуваме. Тоа значи дека записи од Македонија во подолг временски рок ја работевте? Да, можеби најстариот запис во книгата е од 2015-16 и стојат во записите долу датумите кога се забележани тие записи, бидејќи некои околности општествено-политички се сменети, некаде некои од луѓето не се веќе на тие функции во кои биле во тој период. Меѓутоа, да, секако Спона постои 21 година. Хуманитарната мисија и делатност која имаме е можеби 15 на години, и сега некои се докреирани, некои се навистина прв пат откриени, меѓутоа да, тоа е всушност продукт на, како што напоменав, патешествијата, истражувањата, некои мали репортажни записи веќе се објавени како новинарски чланци во одредени медиуми, меѓутоа нешто и продукт на новото време и доба и го здоградуваат светлоста на денот во самото издание на таа книга. Така. Милутин, во време на овие брзи информации кои што ги имаме околу нас и кратки форми, има ли поезијата доволно простор и публика според вас? Еве да се навратиме сега на поезијата малку. Може би и нема, ама тоа не значи дека не треба да твориме, да пишуваме и да тоа што го имаме го даваме без оглед на тиражите, без оглед на третманот. Наше е да се бориме и да ги бараме тие форми. Мотивираноста и истражувањето на вистина добива друга тежина кога е публикувано во едно дело. Јас мислам дека и кога нема да бидеме меѓу живите, кога ќе помине период на некоја ново доба, на нови генерации, книгата ќе остане сведоштво дека нешто постоело и дека одреден запис и одредено становиште било токму книгата. Така да мене тоа ми е мотив, тоа ми е инспирација и тоа ми е потврда дека треба да се твори и пишува без оглед на сите овие околности и аргументи кои ги предочивте. Така, дали веќе размислувате за некој нов жан, дали моментално нешто ново пишувате? Секако дека е во план, како што спомнав, колумните кои ќе бидат некако именувани патокази од југот. Тоа ќе бидат нова форма, значи покрај едицијата Вардарски цветови, ќе биде во актуелност нова едиција во рамките на взаемната соработка на Спона и издавачката куќа Сцеро Принт од Ниш. Значи се она што низ уводниците во слово го имав дадено од првиот број на слово 2007 година до еве последниот број кој преска го покажавте, ќе бидат собрани во едно дело. Некаде е тоа апсурдно, сега човек кога исчитува гледа дека за некои работи се повторува, ама тоа значи дека одредени аномалии и проблеми во нашиот општествен живот остануваат исти. И тоа е можеби добар потсетник дека нешто и не се променило од годините од кога што е почнато творештвото во рамките на уводничкото перо на листот слово. Тоа е нешто најново што е ангажирано, а сепак мислам дека записи може да се надополнат и да имаат некоја нова форма, не знам дали ќе го менува името и издавачот, ама секако дека одредени топоси, одредени места кои сега ги посетувам ќе имаат вредно внимание и дополнување на првото издание на прозната книга. И како што спомнав и претходно, може би мотивација и за гледачите од како ќе ја прочитаат патописи од Македонија, да ги посетат токму тие места, нели? Зошто да не? Имаме толку неоткриени, може би, некои села или региони кои што допрва треба да се истражуваат, нели?
Секако, апсолутно така. Значи, јас себе завршувајќи со ова гледам дека имаше многу интересни игри на зборови повторно на местата. Една самохрана мајка која живееше во село, исто интересен топоним, Враго Турце, во општина на Горичане, со 2 деца. Успеавме да ја обезбедиме потполно нов дом во самата општина Стара на Горичане, значи во местото, сепак со други услови, асфалтиран пат, санитарен чвор, нова куќа, нов амбиент, да возможиме нови услови за живот. И сега едно е хуманитарната мисија и грижа за човекот, а друго е играта на зборови, нели, на реките, планините, поднебјето, старата куќа, мистичните предели на тој живот и тој амбиент кој таа ги носи, а и призмата на описот на мајката во денешно доба. И тоа е млада жена, значи не е некоја постара жена која останала во руралните средини, како што денеска сведоштво дека во селата нели живеат само постари генерации, дека младите не се тамо. Значи ова е еден исто убав простор и мотив за опис, за ново делатно згрижување и љубов кон човекот како таков, ама ете инспирација за мотив за нов опис и за ново патешествие и нова патеписна литература. Да, тој хуман аспект уште повеќе нели придонесува за позитивно делување, еве како што го правите токму и вие. И еве за крај, Прикриен благослов, каде можат гледачите да си ја купат книгата? Прикриен благослов ја нема во македонските книжари, може да се добие во центарот Спона во Скопје на улица Кирил и Методи број 30 и секако во Србија во книжаниците секако може да се добие, може и да се обратат на Спона по пат на мејл или на нашите адреси на социјалните мрежи да добијат примерок како од книгата, така и од другите наши изданија, како што е Слово, како што се монографијата на Спона, како што е, да речеме, нашата книга исто 100 години филозофски факултет во Скопје и монографија за Карл Милути 700 години имавме 2021 година голем научен симпозиум, така да тие некои наши дела можат да се добијат, не само мојата книга, туку и изданијата на Спона, така да и да ги следат нашите социјални медиуми, бидејќи нели секој месец имаме нови писатели, нови научници, нови гости кои ни гостуваат во центарот во Скопје, меѓутоа патуваме и во Куманово, Тетово, Битола, Охрид, така да имаме многу активности и многу што да се научи, да се види. Така, посебно едни од други, нели, и српската културна сцена и македонската имаат секогаш што да понудат, а и соработката била и се надевам ќе биде секогаш на одлично ниво помеѓу овие два народа. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам. Почитувани гледачи, Милутин Станчич, поет, писател, автор, но исто така и програмски директор на Српскиот културно-информативен центар Спона, беше денеска дел од неделниот микс. Останете со нас, не очекуваат други содржини.